Почитувани гледачи, уште еднаш добро вечер и поздрав од спортската сала во Куманово, каде што на нашата програма во наредните сат и 15 минути, можеби нешто повеќе, ќе го проследите првенствениот напревар од третата лига помеѓу кошаркарите на Пинк Пантери од Куманово и екипата на Феникс од Скопје. Екипата на Пинк Пантери, знаете, минатата недела забележи важна победа во второто коло во третолигашкиот караван, па сите очекуваат дека на денешниот напревар избраниците на Атанасовски ќе ја запишат и втората победа на своето конто. За екипата на Пинк Пантери денеска настапуваат со број 4 Јован Цветков, со број 9 Мартин Ѓорѓевски, капитен на екипата, 5 Христијан Петрушевски, 0 Марко Јовановски, 11 Христијан Круниславски, 8 Јован Стошич, 4 Антонија Аврамовски, 7 Кирче Киревски, 10 Дамјан Ганевски, 13 Христијан Митич, 23 Матеј Антевски. Во екипата е Јован Цветков. Да видиме првиот напад за екипата на Феникс, која заврши со неуспешен обид за 3 поени. Во акција е Марко Јовановски, најефикасниот играч на претходниот напревар, која, како што реков, екипата на Пинк Пантери славеше победа на домашен терен. Антевски. Круниславски нема тројка, можност за напад на Феникс. Меѓутоа, тоа беше големо промашување. Ѓорѓевски, Аврамовски, и тој не успее да поентира. Серија промашување на двете страни, да видиме конечно дали ќе ги видиме првите поени на преворот, меѓутоа останува истиот резултат, 0:0. Судиска двојка на денешниот напревар, Дејан Зафировски и Никола Јакимовски од Скопје. Делегат на овој напревар, Зоран Трајковски од Куманово. Помина скоро 2 минути, нема поени во салата во Куманово и натаму 0:0. Антевски, штета, нема поени. Антевски на првиот напревар одигра одлично. Постигна 16 поени. Антевски мирна рака. Еве ги првите поени на преворот. Пинк Пантери водат 2:0, грешка на гостинскиот тим. Антевски запишува нови 2 поени, 4:0 водат Пинк Пантери. Еве првите поени за екипата на Феникс со број 12. Караѓозовски, прва тројка на напреворот, 4:3. Грешат кошаркарите на Пинк Пантери.
Имаше играње со нога. И некој вечерашниот напревар, нешто помалку публика за разлика од претходниот дуел, по моја проценка некаде околу 150 гледачи го следат овој напревар. Јанев сега се обидува и имаше таму прекршок. Две слободни фрлања за гостинскиот тим, кој во првите два првенствени напревари од новата сезона доживеа два порази, и тоа против екипата на Дино Баскет и тимот на Радовиш. Јанев сигурна рака. Еве го првото водство за екипата на Феникс, 5. Односно водство на екипата на Пинк Пантери, се извинувам, а сега тројка на капитенот Ѓорѓевски. Јовановски, па Ѓорѓевски. Антевски, изворена асистенција. Убави поени за Аврамовски. Напад за Феникс. Се добро направи гостинскиот кошаркар, меѓутоа завршниот удар беше слаб, а на спротивната страна Антевски 6 поени. Единаесет-5 водат Пинк Пантери. Антевски уште еднаш добро решение, изнудува прекршок, измена во Пинк Пантери, прва на денешниот напревар. Во игра влегува со број 5 Петрушевски на местото на Христијан Круниславски. Ѓорѓевски, штета, нема тројка. Контранапад за Феникс. Први кошеви за Петровски. 11-7 водат Пинк Пантери. Помина 5 минути од првата четвртина. Аврамовски. И тој бие за 3 поени. Нема кош. Контранапад за Феникс. Сега ова е едно големо промашување. Антевски. Петрушевски. Аврамовски. И тој не поентира. Серија промашувања на двете страни. Трајковски упорене и повторно не погодува. Марко Јовановски. Ова е лична грешка, ќе има две слободни фрлања.
Уште еднаш ќе потсетам на претходниот напревар. Марко Јовановски беше најефикасен, постигна 21 поен. Сега промашува две слободни фроња, брза контра на Феникс. И нов обид за 3 поени. И погодуваат сега кошаркарите од Скопје. Со број 8 први поени и прва тројка за капитенот Божиновски. Марко Јовановски. Нов прекршок врз него. Меѓутоа овој пат тоа ќе биде топка од страна. Измена во гостинскиот тим. Излегува Божиновски. На негово место Митревски. Антевски, прекрасни поени. И денеска Андреј Антевски во елемент, одлично го запоштува на преворот. Игра многу добро, барем за сега, на вечерашниот напревар. Антевски вкупно 9 поени. 14-10 водат Пинк Пантери. Тројка. Тргна шутот на кошаркарите на Феникс. Први поени за Кацарски. Прва тројка. 14-13. Антевски се обидува да врати. Удар од табла беше тоа за 3 поени, непрецизно. Контранапад на Феникс. Нова тројка, неверојатно одлична прецизност на кошаркарите на Феникс. Со број 11 ми се чини дека тоа беше Митревски, прва негова тројка. Топка за Феникс. Брз против напад, да видиме. И ова влезеше. Имаше среќа сега. Домашниот тим на потек Ѓорѓевски оди до крај. Петрушевски не се решава да бие за 3, влегува и го прави најпаметниот потек. Први поени за Христијан Петрушевски. 16-16. Бојане, како си викал? Дојшли ли нас? Прашај ме, ја ги ти кажам. Прво промашено слободно фроње. Петровски вториот пат прецизен или вкупно 3 поени. Водат кошаркарите на Феникс 17-16. Аврамовски не се решава да бие за 3 поени. Ѓорѓевски. Аврамовски чиста позиција. Нема тројка. Грешат кошаркарите од Скопје. Ѓорѓевски. И тој промашува. Аврамовски поени.
топка за Пинк Пантери. Антонио Аврамовски вкупно 4 поени. Во игра со број 11 Христијан Круниславски, а пред малку во игра влезе и Јован Цветков, го немаше на претходниот напревар, денеска настапува за екипата на Пинк Пантери. Се загрева и Јован Стошич и тој ќе влезе во игра. Две слободни офрлувања за Кирче Киревски. На претходниот напревар Киревски беше солиден, постигна 5 кошеви. Инаку на денешниот напревар како домаќин настапува екипата на Феникс. Ѓорѓевски. Мислам дека овој пат не е на линијата домашниот кошаркар, меѓутоа судиите сметат дека тоа е топка за Феникс. До крајот на првата четвртина уште 50 секунди. Нов обид за тројка, голема промашување. Ова е погрешна водена топка. Грешат кошаркарите на Феникс. А некако се игра премногу брзо во овие моменти од двете страни во желба да се завршат нападите, да се поентира. Ѓорѓевски. Ова тројка. Втора за капитенот на Пинк Пантери, вкупно 6 поени. Седум разлика од кошаркарите од Куманово и сега има уште 5 секунди до крај. Ѓорѓевски. Да видиме дали има тројка. Ще има поени. Крај до четвртина. Она што е најважно, домашниот тим ја решава во своја корист со 23-17. Нервозен е гостинскиот тренер Денис Дервишевиќ, не е задоволен од играта на своите избраници, меѓутоа мора да кажеме и овој податок дека на денешниот напревар екипата од Скопје допатува без 4 стандардни правотимци. И тоа Котевски, Исајловски, Димитровски и Андоновски. Значи, прилично слабната екипата на Феникс на вечерашниот напревар, додека од друга страна екипата на Пинк Пантери со сите расположливи сили настапува на вечерашниот напревар. Да видиме што ќе донесе втората четвртина, дали екипата на Пинк Пантери ќе ја зголеми уште повеќе оваа предност или пак тимот на Феникс ќе успее да направи резултатска рамнотежа. Во вториот период, првиот напад ќе го имаат кошаркарите на Пинк Пантери. Аврамовски, Антевски, Јовановски, нема поени, скок на домашната клупа, бара прекршок. Одлична борбеност
Ќе биде тоа топка за Пинк Пантери. Успеа Христијан Круниславски. Ѓорѓевски одлично тргна на овој напровер, постигна 2 тројки. Расположен е за игра. Антевски прави чекори. Погрешен прав чекор. И судиите од Скопје тоа го забележа. Јанев. На негов внимава Ѓорѓевски. Јанев. Сам сгреши. Чиста ситуација. Ѓорѓевски. Електно положување на Антонио Аврамовски, кој веќе има 6 поени на своето конто. И уште наш Јанев. Мислам дека овдека без причина направи прекршок Антевски. Точно 1 минута помина од правата, односно втората четвртина, се извинувам. Пинк Пантери имаат за сега солидно водство, кое гласи 25-17. Јовановски, Антевски, Аврамовски, Стошич, штета, нема поени. Јовановски не успеа да спаси. Сега дали овдека имаше прекршок или ова беше чиста блокада? Едниот судија од Скопје смета дека имало прекршок. Две слободни фрлања за Караѓозовски. Антевски, Аврамовски. Стошич. За малку не успеа Круниславски и тука има прекршок. И уште еден прекршок во екипата на Феникс, влегува во игра Кацарски. Мислам дека апсолутно овдека немаше никаков прекршок. Меѓутоа, повторно, истиот судија од Скопје од премалку досудува прекршок за гостинскиот тим.
Голема борбеност, браво за Аврамовски. Јовановски. Круниславски, Стошич. Антевски, браво за Антевски. Измена во екипата на Феникс за прв пат на денешниот напревар влегува ход на местото на Кацарски, кој добива критики од својот тренер Џаферовски. Сигурна рака на Антевски, веќе 12 поени. Ход. Трайковски. И сега одбиена топка или така наречен отпадок го реализира Трајковски, негов четврти поен. Пинк Пантери водат 28-22. Меѓутоа Антевски офанзивен скок. 14 поени за него. Гостинскиот тренер подготвува измена. Ке се врати во игра Џаферовски. Добра игра во одбрана на Петрушевски. Антевски оди во контра. И апсолутно исправна одлука на судиите. Тоа е нареден прекршок. Аплаузи на отворена сцена за Андреј Антевски. Гостинскиот тренер врши двојна измена. Следиме сега разговор помеѓу делегатот на овој напревар и судиите, нешто не е во ред. 30-22 во втората четвртина екипата на Пинк Пантери ја одржува она своја константна разлика од 8 поени. Очекуваме да проработи Марко Јовановски. За сега нема ниту еден поен. И конечно се е во ред, ќе продолжи на преворот. Две слободни офрувања за изворениот Андреј Антевски. Антевски 16 поени, а почитувани гледачи се играат само 10 минути на преворот. Како тренер Антевски може денеска да постави можеби свој личен рекорд. Јовановски. Протестира клупата на Пинк Пантери. Смета дека оваа топка допрела некој од кошаркарите на Феникс, меѓутоа знаат судиите никогаш не ја менуваат својата одлука и да не се во право. Божиновски. Сега убав потек беше тоа на Трајковски. Штета, ова беше добро замислено од Ѓорѓевски.
Петровски. Божиновски. Чиста позиција за 3 поени. Нема кошеви. Сега се во право судиите. Ја нагазна линијата Петрушевски. Нова измена во тимот на Феникс. Интересно гостинскиот тренер Джаферовски постојано менува на многу брзо време. Се обидува да ја пронајде она вистинска петорка, меѓутоа за сега не успева. Во игра влезе Јанев, а сега направен е прекршок врз Божиновски. Излегува Марко Јовановски и Антевски, влегуваат Кирче Кирилски и за прв пат на вечерашниот напревар Дамјан Ганевски. Триесет и 22 до крајот на првото полувреме, уште 5 минути и 47 секунди. Бонус за екипата на Пинк Пантери, 2 слободни фрлања за капитенот Божиновски. Две промашувања. Петрушевски. Ѓорѓевски. Аврамовски се бара. Ганевски. Ѓорѓевски. Скок на Џаферовски. Погрешно водена топка. Измена во Феникс, излегува Божиновски. На негово место Трайковски. Петрушевски, одличен влез, добро ги навлече кошаркарите на Феникс, штета нема 3 поени. Нова лична грешка и се разбира 2 слободни фрлања за Феникс. И мора се врати во игра Антевски. Излегува Антонио Аврамовски. А ние следиме 2 слободни фрлања за Јанев. Денеска слабо шутираат од линијата за слободни фрлања кошаркарите на Феникс, барем во овие први 2 четвртини. Јанев купно 3 поени, 32-23 водат Пинк Пантери. До крајот на првото полувреме точно 5 минути. Антевски. Ѓорѓевски не се решива да бие. Ганевски. Игра 1-1. Не успеа Дамјан Ганевски. Џаферовски. Па Трајковски. Јанев. Нема тројка. Ѓорѓевски. Браво за Ѓорѓевски. Штата што немаше поени. Влез одличен од еден кош на друг, меѓутоа не успеа. А спротивната страна казнува Трајковски, негов 6 поен. Мини серија на Феникс од 3-0.
Антевски. Петрушевски. Това е вистинско решение. Кош брой 4 за Християн Петрушевски. Траковски. А сега гледаме хокејска тројна измена во екипата на Феникс. За прв пат со број 7 во игра влегува Лековски. Ѓорѓевски, тројка. Капитенот на Пинк Пантери, кој денеска ја намести раката и стрела непогрешливо. (37-25), 12 разлика. Ова е највисока предност за Пинк Пантери. Левски, нема тројка. Браво, убави поени. Одлична финта. Кирче Кирилски, кош број 4. И нормално мора да реагира гостинскиот тренер Денис Дервишевич. 14 разлика за Пинк Пантери. Ево забележувате, нервозен е гостинскиот тренер, се лути на своите кошаркари. Меѓутоа, уште еднаш ќе повторам, може би причината за ова високо водство на домашниот тим е неиграњето на 4 кошаркари на тимот од Скопје, меѓутоа Пинк Пантери денеска демонстрира одлична игра, особено во нападот. Добро оди ударот за 3 поени. А секако тука импонира капитенот Мартин Ѓорѓевски, кој има 9 поени, односно 3 тројки. Секако да го споменеме и Андреј Антевски, кој веќе има 16 поени. Во гостинскиот тим за сега најефикасен е Траковски со 6 поени. Еве сега забележувам доаѓа нешто повеќе публика во спортската сала. Тоа е она вообичаена навивачка група на Пинк Пантери која ги следи на сите на превари и му дава подршка на овој млад тим кој има навистина одлична перспектива. Кирилски, мирна рака, прецизен. Вкупно 5 поени, пресник на Пинк Пантери. Преку целиот терен, 15 разлика води домашниот тим. Јанев. Јанев греши. Добра, агресивна одбрана и гледате да резултат. Ова е веќе не знам ни која измена на Дервишевич. Излегува Јанев. На негово место Петровски. Круниславски. Ѓорѓевски. Ѓорѓевски. Браво за Ѓорѓевски. И уште еднаш браво. 12 поени. Четврта тројка. Само така нека продолжи. Она што е најважно, 18 разлика за Пинк Пантери. Еве, забележувате, почитувани гледачи, навистина жестоки критики од Дервишевич за своите кошаркари. Меѓутоа, денеска против ова расположена екипа на Пинк Пантери
тешко ќе може да се надеваат на добар резултат. Антевски и убави поени. Карадовски, шести кош, 43-27. До крајот на првото полувреме 1 минута и 20 секунди. Ѓорѓевски изнудува и прекршок. Веднаш измена во Пинк Пантери. Аплаузи за Ѓорѓевски, навистина до сега одигра одлично. Во игра влезе Стошич. Антевски. Тројка, браво! Христијан Круниславски. 19 разлика, највисока предност за Пинк Пантери. Ова е тројка број 5 за домашниот тим. Петрушевски, освоена топка. Може за контранапад. Петрушевски, браво! Играат инспирирано кошаркарите на Пинк Пантери, мотивирано, желни, борени за победа и за сега тоа дава резултат. Неверојатно се ефикасни. Речиси 50 поени во ова прва и втора четвртина. Петрушевски 6 поени, 48-27. Ова се први поени односно се извинувам, 8 поен на Караѓозовски, 19 разлика за Пинк Пантери. Антевски. Стошич. Браво за Стошич. Неверојатно тешка ситуација, меѓутоа интелигентно решение. Нема поени, крајното полувреме, фантастична игра на Пинк Пантери и високо и убедливо водство, 50-29, само така да продолжат и во продолжението на надпреварот и мислам дека победата нема да биде доведена во прашање. Почитувани гледачи, пауза од 10 минути и ќе се чуеме на почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, почнах на второто полувреме од надпреварот, трето коло, трета лига, помеѓу екипите на Пинк Пантери и тимот на Феникс од Скопје. Почитување за оние што се вклучуваат сега во овој надпревар. Домашниот тим далеку подобар противник во сите сегменти од кошаркарската игра. Особено импресионираше нападот, каде домашниот тим постигна 50 поени, додека тимот од Скопје Феникс се представи во скромно издание, иако настапува вечерва без 4 првотимци, сепак тоа не е оправдување за ова висока предност на Пинк Пантери. Еве ги првите поени во второто полувреме. Антевски. Браво за Андреј. 18 поен. Премалку го запишуваме петиот поен на Јанев. Јовановски. Стошич.
Антевски, Јовановски, чиста позиција, Аврамовски, нема поени. Нова чиста ситуација и овој пат погодува Караѓозовски. Ова е негова втора тројка или вкупно 11 поени, една од светлите точки во тимот на Феникс на вечерашниот напревар. Сега грешка на Антонија Аврамовски. Јанев да има нови поени за Феникс. Споро оди овој напад на Феникс и на крајот грешат кошаркарите од Скопје. На позиција на плеймейкер сега е Јован Стошич, Круниславски. Стошич и уште еднаш многу интересни поени на Стошич. За го вкупно четврти. Кацарски. Пети поен за него. Две слободни офрувања за Стошич. Измена во домашниот тим, излегува Аврамовски, на негово место Киревски. Пеесет 34-36. Нема тројка. И во овој трет период кошаркарите на Феникс се продолжуваат со промашувањата за 3 поени. Денеска имаат навистина слаб процент . Стошич. Јовановски бара топка, ја добива Кирче Киревски. Круниславски. Јанев. Нема поени. Добро замислено, меѓутоа не стигна оваа топка до Антевски, измена излегуваат Круниславски и Стошич, во игра Петрушевски и Стојановски, а излегува и Марко Јовановски, на негово место капитенот Мартин Ѓорѓевски, кој денеска игра одличен напревар, постигна 12 поени и сите од ударот за 3 поени. Пресинг сега на Пинк Пантери преку целиот терен. Совети од тренерот на домашниот тим Мартин Атанасовски за Марко Јовановски, кој денеска интересно нема ниту еден поен.
Кацарски. Поени. Вкупно 7. 54-38 водат Пинк Пантери. Антевски. Измена, односно прекашок, се извинувам, на Караѓозовски, а се подготвува измена повторно во екипата на Феникс, во игра влегува Лековски на местото на мислам дека Јанев ја напушти играта. Не, Караѓозовски се извинувам. Антевски. И на крајот домаќините се сплетка во ова ситуација, лош, неорганизиран напад. До крајот на третиот период, уште 4 минути, Пинк Пантер имаат 16 кошеви разлика, односно 54-38. Ѓорѓевски, Антевски. Судиска топка, но ќе биде за домашниот тим. Падна темпото во игра во овие последни 2 до 3 минути. Ѓорѓевски. Антевски невесен скок и поени. За него 20 кош. Убава акција. Една од поубавите на екипата на Феникс. Кошеви за Кацарски. Лична грешка прави Ѓорѓевски. Измена во Пинк Пантери, влегуваат Аврамовски и Цветков, излегуваат Андреј Антевски и да видиме кој Дамјан Ганевски. Кацарски. Петровски. Голема промашување, брза контра. Ѓорѓевски. Изворена асистенција Аврамовски. И го избра оно најлошо решение. А поени на спротивната страна за Јанев. Аврамовски, Цветков. Прекашок во напад. Прекашок во напад, да видиме, мислам дека тоа е Цветков. Измена во екипата на Феникс, во игра влегува Џаферовски. Џаферовски ја спаси оваа топка Кирче Киревски. Цветков бара топка, Аврамовски не ја добива, Киревски, па Ѓорѓевски. Аврамовски нема поени, офанзивен скок на Киревски.
Негов 7 поен, 58-42. Прекршок на Кирилски. Протестира домашната публика. Влегува Митич на местото на Петрушевски. А во гостинскиот тим во игра се враќа Караджозовски. Јанев игра денеска доста добар напревар, негов 8 поен. Па би рекол еден од подобрите играчи во екипата на Феникс. Еве го и 9-тиот поен. Кирче Киревски. Митич. Аврамовски со левата рака положување од табла. Аврамовски 8 поен. До крајот на третиот период уште една минута. Пинк Пантери водат 60-44. Митич. Ѓорѓевски. Аврамовски повторно. Киревски. Добро спуштена топка. Цветков. Да видиме сега гостинскиот тренер смета дека времето за нападот поминало, но да видиме што ќе биде судиската одлука. На крајот тоа ќе биде топка за Пинк Пантери. Излегува Јанев во Феникс, се влегува Трајковски. Ѓорѓевски, Митич, Цветков. Ова беше големо промашување, не успеа Киревски. И на крајот прекршок. Кирче Кирилски сигурна рака. 8 поен. Цветков таму се бори и на крајот се исплатеше ова негова упорност. Нов напад за Пинк Пантери. Митич. Тројка. Први поени заедно и тоа е 20 разлика за домашниот тим. 64-44. И во овој трет период одлична игра на домашниот тим и заслужено водство од 20 кошеви разлика. Добра залика за последната четвртина. Листа на стрелци во домашниот тим. Андреј Антевски најефикасен 20 поени. Мартин Ѓорѓевски 12. Аврамовски и Кирче Киревски по 8, Христијан Петрушевски 6 и така натаму. Во гостинскиот тим најефикасен Караѓозовски 11 поени,
9 има Јанев, исто толку има и Кацарски, додека 6 поени има Трајковски. Домашниот тим е на пат да ја забележи својата втора победа во оваа сезона. Агустинскиот тим се наоѓа пред третиот едно по друго пораз во оваа сезона, што значи дека тимот од Скопје ќе остане без победа во новата надпреварувачка сезона. Во последната четвртина прв ќе го имаат кошаркарите на Феникс. Да видиме дали ќе имаат сили барем да го ублажат овој висок пораз кој е во најава. На повреда се жали Андреј Антески, еве лекарот му кажува помош. Петорката на Пинк Пантери, Митич, Круниславски, Јовановски, Ганевски и еве ги првите поени за Марко Јовановски на вечерашниот напревар. Јанев, на него внимава Ганевски, Митич, па Круниславски, Марко Јовановски, Аврамовски, се уште нема поени во оваа последна четвртина. Круниславски. Браво. Браво. Убаво. Лесен чекор, убави поени. Измена излегува Јанев, влегува Ход во екипата на Феникс. А ние го запишуваме петиот поен на Христијан Круниславски. Аврамовски. Сега убава блокада на Кацарски. Меѓутоа промашуваат кошаркарите од Скопје. Поминаа 2 минути од последната четвртина, 68-44 водат Пинк Пантери. Круниславски. Нема среќа во оваа ситуација Аврамовски. Митровски. Топка за Феникс. Џаферовски влегува во игра на местото на Митровски. Измена и во домашниот тим влегува во игра Антески на местото на Митич.
Матеј Антелски за прв пат е во игра на вечерашниот напревар. Кацарски, Джаферовски, Круниславски, Антелски, Марко Јовановски. Поминаа 3 минути во последната четвртина, а екипата на Феникс се уште нема постигнато поени. Джаферовски. И еве конечно поени. Божиновски, Аврамовски, паратопка Ганевски, Аврамовски натаму, Јовановски. Тоа се чекори. Не треба да разговара со судиите. Марко Јовановски, топка за Феникс. На повреда се жали гостинскиот кошаркар Хот, поради тоа мора да ја напушти играта. Во игра влегува Митрески. Кацарски. Добро игра во второто повреме, Кацарски веќе нанижа 11 поени. Круниславски за 3 поени. Браво за Круниславски. Втора негова тројка, 8 поен, 71-48. Тајм-аут бара гостинскиот тренер Денис Дервишевиќ. Што може да ги советува во оваа ситуација кога неговата екипа се наоѓа пред убедлив пораз, има негатива од 23 поени до крајот на преварот, уште 6 минути. Според се она што го видовме вечерва, екипата на Пинк Пантери се наоѓа на прагот на заслужена победа, втора во оваа сезона во третолигашкиот караван. Додека тимот од Скопје, екипата на Феникс, ќе го забележи третиот пораз, значи по оние порази против Дино Баскет и Радовиш, еве и денеска најверојатно го губат на преворот против денеска, мора да кажеме, одличниот тим на Пинк Пантери. И она што е интересно, сите кошаркари денеска добија шанса во екипата на Пинк Пантери. Значи имаат добар ростер, што секако ќе биде многу важно за оваа сезона, која ќе биде доста интересна за тимот од Куманово, кој барем по она што го покажува во овие напревари, има добри шанси да се обиде да се бори за врвот на табелата, но тоа ќе го покаже времето. Кацарски, одличен влез, убави поени. Вкупно 13. Ганевски, Марко Јовановски. Денеска Марко Јовановски е нервозен, не му оди, па не му оди, само 2 поени, а ќе подстам уште еднаш на минатиот напревар, постигна 21 кош.
Krunoslawski. Еве тројка. Дамјан Гански. И веднаш тайм-аут бара Денис Дервишевиќ. 74-50. Остри тонови на клупата на Феникс, гостинскиот, односно денеска улога на домаќин е екипата на Феникс кон своите кошаркари. Меѓутоа, реално денеска Пинк Пантери се многу подобар противник. Што останува сега на тимот на Феникс да се обиде да ја намали оваа висока разлика, а Пинк Пантери полека да се подготвуваат за следниот напревар. Штета не ја прифати оваа топка Антевски, а ова беа први поени за ход Аврамовски. Денеска е доста упорен Аврамовски за 3 поени, меѓутоа не му оди. Мини серија од 4-0 за Феникс. 5 поен за Петровски. Аврамовски. Тоа се чекори на Кирче Кировски. Во игра влегува Јован Цветков на местото на Аврамовски до крајот на преворот, уште 4 минути и 23 секунди. Измена во Феникс, излегува ход на негово место Јанев. Него сакаше топката во оваа ситуација Јанев, Марко Јовановски. Прекршок и се разбира 2 слободни офрлувања за домашниот тим. Останува на 3 поени Јовановски, меѓутоа топка за Пинк Пантери. Стошич денеска покажа голема борбеност, а на спортивната страна лична грешка за Антевски. Петровски 7 поени, 20 разлика за Пинк Пантери, 3,5 минути до крајот на преворот. Сега невнимание на домашниот тим, премногу брзат во оваа ситуација. Ова е евидентен прекршок
Има две слободни офроња за Јанев. Митич влегува во игра на местото на Антевски. Не се пак на местото на Цветков. Јанев 11 поени. Јовановски. Сега пресек играат кошаркарите на Феникс, Митич, Стошич. Добра замисла на Јанев, се извинува. Ова топка не стаса до Петровски. Нови измени во гостинскиот тим, во игра влегуваат Караѓозовски и Џаферовски. На местото на Божиновски и Петровски. Киревски. Антевски. Погрешно водена топка. Доста грешки сега прават кошаркарите на Пинк Пантери. Нормално доаѓа до мало опуштање, бидејќи предноста е огромна. Победата е во џеб. Се врати во игра Аврамовски. Митич, добра игра во браната. Стошич. Митич. Поени за Кирче Кировски. Добра партија на Кировски вкупно. 10 поени. Митич. Митич, нова тројка. Два има домашниот кошаркар, односно кошаркарот на Пинк Пантери, а сега враќа Јанев. 14 поен за него, прва негова тројка. Излегува Марко Јовановски, а во игра Дамјан Ганевски. До крајот е 2 минути. 19 разлика водат Пинк Пантери. Митич. Аврамовски. Стоши. Киревски. За 3 поени. Нема тројка. Не успеа ни Ганевски, меѓутоа освоена топка од Стошич. Аврамовски. И конечно тројка, конечно Аврамовски. Прва негова тројка, 11 поени. 82-60. Една минута и 11 секунди до крајот на преворот. 22 разлика водат Пинк Пантери. Ја запишуваат втората победа во новата сезона. Убави поени. Митровски кош број 5. Христијан Митич. Стошич.
Кирче Киревски. Ганевски за тројка. Ганевски. Втора тројка за Дамјан. Вкупно 6 поени. А има прекршок таму, 2 слободни офрлања за тимот на Феникс. Денеска домашниот тим до овој момент постигна 10 тројки. Додека гостинскиот тим на своето конто има досега, според мојата евиденција, вкупно 5 тројки. Стошич. Митич. Јанев. Трајковски. Нема тројка. Ганевски не успее да прифати ова топка. Ово е последен напад, најверојатно да видиме. Јанев нема поени, крај преворот, 85-63, убедлива победа на Пинк Пантери, заслужена, бидејќи домашниот тим денеска беше многу подобар противник. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието, останете со програмата на К3 телевизија.